Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, дозволете денеска да објавиме една убава инвестиција која што се случува во поддршка на руралниот развој на нашата земја, заедно со градоначалникот Велимир Стојановски, Смилевски, градоначалникот Благоје Бочварски, пратеничката Славјанка, представниците на Советот, директорот на Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој и земјоделството Никола Бабовски, нашите сограѓани, советници и другите служби од општина Бутел. Навистина ме представува голема чест заради тоа што сме овде на втората фаза од овој патен правец во должина од 7 километри, каде што општина Бутел со своји сопствени средства преку 12 милиони евра прави комплетна реконструкција со втор слој на овој пат. Важен е инфраструктурниот проект и за државата и затоа првата фаза беше реализиран со 11 милиони денари директно од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, а секако со неповратни средства преку програмата за рурален развој. Сакам да истакнам дека оваа делница во должина од 7 километри се реконструира прв пат после 28 години. Тоа е дел од нашите заложби и граѓаните во руралните средини да добијат соодветни услови за живот. Делницата ќе значи подобро инфраструктурно поврзување на над 5000 жители на селото Љуботен и туристичкото место Башинец, додека жителите на селото Љубанци, Раштак и Љуботенски пат ќе имаат можност за многу пократко време да пристигаат до главниот град, до центарот Скопје. Искрено се надевам дека овој пат ќе го стимулира и севкупниот локален економски развој. Ќе отвори можност за развој на рурален туризам и ќе обезбеди полесен пристап и поврзаност за земјоделците. Цели 10 години нивото на инвестициите во инфраструктурата беше замрзнато. Токму затоа владата е цврсто решена да вложува во изградба на развиена инфраструктура, а ги стопираше инвестициите како што беа Скопје 2014 заради својата непродуктивност и невистинска потреба за граѓаните. Наша стратешка цел е реализација на проектите Македонија Мегаполис, инфраструктурно поврзување меѓу најголемите центри за не повеќе од 90 минути и Македонија без црни точки. Усвоивме план за инвестиции во патната инфраструктура од приближно 3 милиарди евра, преку кој во наредните години ќе изградиме 600 километри автопатишта и експресни патишта, 550 километри магистрални и регионални патишта и 1000 километри локални патишта. Секој километар добар асфалтен пат е многу значаен за граѓаните. Без разлика дали автопат, регионален пат или вака локален пат. Добрата поврзаност на населените места е од животно значење за секојдневно функционирање и живење на граѓаните. Со овие мерки и политики сакаме да ги мотивираме граѓаните да создаваат сопствени бизниси и да ги развиваат и руралните средини без оглед на нивната местоположба. Само преку квалитетни услови за живот може да влијаеме врз намалувањето на одливот на младите, односно да ги задржиме во родните огништа. Сакам да изразам задоволство што и во овие вонредни услови, предизвикани од пандемијата од COVID-19, докажуваме дека со заеднички сили, здружени централната и локалната власт, можеме забрзано да ги реализираме капиталните проекти на територијата на целата држава. Ја користам оваа прилика посебно да изразам благодарност пред се до работниците кои се овде работат, ги почитуваат сите здравствени протоколи за заштита, но секако неуморно работат за подобрување на капиталната инфраструктура во нашата земја. Секако се заблагодарувам и на изведувачите и на надзорот на овој проект, без кој што секако не е возможно реализација на вакви капитални проекти. Сакам само да додадам дека државата во општина Бутел во зоната Визбегово со 4,5 милиони евра сериозно работи на водоводот и канализацијата. Верувам во скоро време со министерот Бочварски, со градоначалникот Велимир Смилевски ќе се појавиме во Визбегово за да го завршиме овој проект. Зошто го спомнувам? Заради тоа што за овој проект се зборува од независноста на Македонија до сега. Оти без водоводи и канализации не можете да планирате ни патна инфраструктура за развој, а и секако и развој на самата индустријска зона. Во исчекување сме на 9 милиарди за Западен Балкан поддршка за инфраструктурни проекти, каде што некаде помеѓу 800 милиони и 1 милиарда ќе се однесуваат токму на капитални инвестиции. Развивме национален инвестиционен план со кој што верувам дека ќе помогнеме на селата, на градовите, но и во развојот на севкупната инфраструктура во државата.